Значи се работи за 11 видови на отпад, распоредени на повеќе локации кои се оддалечени една од друга повеќе од километар и пол. Еве имавте прилика да видите. Во тие 11 видови на отпад спаѓа како најопасни се хлорот и винилхлоридот. Хлорот е веќе отстранет и е надвор од Македонија. Другите 9 се спаковани и овде спремни за извоз овде во магазинов што го видовте позади, по сите меѓународни прописи, по Базелска конвенција и во најскор момент чекаме да добиеме конечна дозвола за извоз, бидејќи дозволата опфаќа 7 земји, низ сите земји кај што поминува. Крајна дестинација е Швајцарија. Во моментот кога ќе добиеме дозволата, почнуваме со утовар и со изнесување на тие опасни материи. Количините, кажете. Цистерната, со да, количините досега спакуваните количини се негде од 65 до 70 тона и останува едно од најопасните жаришта, тоа е цистерната со винилхлорид, за која се уште немаме конкретно решение, затоа што во летниот период кога добивме решение за елаборат од Министерство за екологија, веќе беше јуни месец. Меѓутоа на такви високи температури над 20 степени не е препорачливо и законски не е дозволено, не само што не е препорачливо да се оперира со таков вид на опасен отпад како што е винилхлоридот и ние еден од нашите потенцијални партнери од Германија, Холандија и така натака кои ги контактиравме, не сакаше ни да дојде да прави увид, а камоли да прави преточување. Се додека не се направи увид, преточување во специјални садови и не се знае точна количина, не можеме да почнеме постапка за добивање на нотификација, тоест дозвола за извоз и согорување. Само 2 инсинератори, тоа се печки што согоруваат опасни материи, во Европа согоруваат винилхлорид. Затоа што винилхлоридот во Европа е очистен пред 30 години и веќе никој нигде го нема во употреба, дури инсинераторите не поседуваат такви специјални филтри за согорување на винилхлорид. Посликовито, ако не дај Боже. Овде има 40 степени. Овде имаме, значи... Не. Што ние, можело значи, да биде хаваријата? ова само да ви го потенцирам. Ние во смисла на безбедност имаме преземено 24 часовно од добивање на проектот, 24 часовно чување со физичко обезбедување на цистерната со винилхлорид и постојано ладење. И постојано секојдневно мерење и извештаи пишуваме секојдневни за да видиме дали се случува некаква хаварија кај винилхлоридот. И досега, фала Богу, се нема случено ништо. Не можам да замислам што ќе се случило минатите 30 години кога немало никакво обезбедување и кога немало никаква контрола. Посебно последниве 10 години кога се растури нели компанијата АД Охис кога е пред да дојде во стечај. Пред да се зафатите. Дали сите испарувале? Дали сите испаруваат и сега? Вие велите дека се Чувствуваме задолжени за мириси, 11. да, велите дека едното, другото. Да, ги препознавате. Значи тие што се веќе спакувани, што ги видовте таму во специјални АДР буриња, тие веќе не испаруваат. И тие се безбедни, можат да стојат тука и со години. Имаме систем на ладење во магазинот, мерење, мониторинг и тие можат да стојат со години тука безопасни. Све друго што е надвор на атмосферско влијание и испарува и може да дојде до несакани последици, до мирис, труење и така натака, не знам, не сум толку експерт за да можам тоа да ви го објаснам.